Првата полна недела од месец октомври се одбележува како недела на детето. Во детската градинка Димче Мирчев, преку низа на настани и активности, беше одбележана детската недела. Таа започна со ликовна работилница, каде дечињата работеа на развој на нивната креативност преку цртање и боење. И прекрасни зелени очи како балени. Наташа од трето 3. На добар глас, главна зверка сум во клас. Ликовното воспитание има за цел децата да демонстрираат интерес за учество во разни форми на визуелна креативност, како и за способување за самостојно цртање и обликување на едноставни форми. Децата преку ликовното воспитување се осамосталуваат исто така и се навикнуваат за правилно користење на материјалот за работа, стекнуваат културно-хигиенски навики и од се најдраго ни е што умеат од најрана возраст да ги препознаваат основните бои. Преку ваквите активности и слични активности, детето може самостојно да ги искаже собствените креативни идеи и чувства. Децата преку вакви и слични активности ја јакнат самодовербата и се стимулираат за развој на правиме стимулација за развој на детската фантазија. Денешната активност по повод детската недела е под мотото "Деца од целиот свет, бидете среќни, насмеани и сакајте". Ако сме другари, заедно да пееме, да играме, да скокаме, сите да се семе. Ако сме другари, сите да се смееме, да играме, да скокаме. Сме другари, сите да се смееме. Со играње и скокање проложи одбележувањето на детската недела преку спортските игри. Покрај редовната утринска гимнастика, дечињата во секој од објектите на градинката изминатата недела има и спортски игри, во склоп на денот посветен на спортот. Да трчам, да скокам, да се качувам по скали. Кој спорт најубаво? Карате, како тато. Играме спорт. Отидохме на Олимпијада некој ден. Играме сега спорт. И Кој спорт највеќе го сакаш? па го сакам. Највеќе спорт го сакам тоа што се скокаме. И одиме по тоа. Си играме. Пееме песни. Сакаш ли да се играеш? Сакам. Зошто сакаш? Оти има многу деца. Со кој дечиња најдобро? Со женските. Браво. Спортските активности, моторниот развој представуваат еден од клучните вредности за правилен раст и развој на секое дете. Преку овие физички вежби и спортски активности, кај децата се поттикнува развојот на моторните вештини, односно се поттикнува развојот на рамнотежата, контролата на мускулите и правилното движење. Значи, тоа во себе опфаќа правилно трчање, правилно одење, подскокнување, провлекување, качување по скали. Значи, сите овие спортски активности и вежби, што ние ги применуваме кај нашите деца,
Не само што го поттикнуваме правилниот раст и развој кај дечињата, туку истовремено ја развиваме и љубовта кон спортот и спортувањето. Децата многу ги сакаат овие спортски активности и вежби, бидејќи тогаш се раздвижени, слободни, самоиницијативни, јакнат самодовербата, ги збогатуваат социјалните вештини, бидејќи комуницираат, го јакнат надпреварувачкиот дух, си другаруваат, а исто така го развиваат и збогатуваат и емоционалниот живот, бидејќи во овие вежби дечињата се чувствуваат среќни, се чувствуваат радосни и горди на своите постигнувања. Затоа овој вид на вежби и спортски активности се нераскинлив дел од нашето секојдневие. Спортскиот ден следеше ден посветен на екологијата. Децата учеа како да се двои отпадот и да се заштити животната средина преку разни креативни работилници и игри. Но јасно ми е дека личиме. Секој ден ја гледам јас во сниковниците. Покрај собирањето на пластиката и хартијата, децата преку игровни активности со оглед на возраста ги запознаваме со значењето на заштитата на животната средина и на кој начин треба да се селектира отпадот, а потоа и да се рециклира. Преку низа активности денеска, како што видовте преку подвижни игри, децата научија како се селектира отпадот во различни корпи за отпадоци, а исто така преку креативна работилница научија како креативно да го користат во изработка на нови материјали. Предучилишната возраст е најподобна за децата да научат нешто, така и преку овие екоактивности навистина им ја развивме еколошката свест, како нив, така и на родителите ја подигнавме на повисоко ниво, се со цел да живееме во поздрава животна околина. За да станам дел од бајка, дај помогни ми. Собираме ние. Во оваа акција придружете се и вие. Не фрлете отпадоци, природата мајка ве моли, по улици, градинки и школи, неа душата ја боли. Сега сите дружно, ајде в ѓубре в кош, изгледот да не биде лош. Своите права децата од градинката ги научија преку Универзалната конвенција за правата на детето. Изработија беџови кои потоа ги поделија на случајните минувачи околу објектите на градинката. Сакам светот да е без наличен цвет. Сакам да е песна една да е цвет. Овој свет. Сакам полја, сакам гори шир на шир. Сегде мир. Сакам зора кога зори сегде мир. Децата има потреба и право да јадат, пијат, спијат, да бидат сакани, негувани, воспитувани, сите почитувани. Децата има потреба да посетува, да слика, моделира, сликовници да разгледува, да се сака и да другаруваат. Браво! Во склоп на детската недела, градинката заедно со невладиниот сектор изработија и флаери кои дечињата ги поделија како покрај објектите, така и за време на отварањето на питијавата. Децата на своите активности научија нешто повеќе за сопствените права
Ви кажав дека дел од активностите беше изработка на флаер. Флаерот и активностите врзани со правата на децата беа активност кој што ги спроведовме во соработка со две невладини организации, именно 4664 и Lions клубот се наши повеќе кратни соработници, а во овој случај благодариме на соработката и на порталот Велес ТВ онлайн. Детската недела во детската градинка свечено ја заокружија со настап на отварањето на петијадата. Околу 180 дечиња од поголемите групи настапија со повеќе ритмоденс точки, како и хорско пеење, придружувани од музичкиот соработник на градинката Петар Штерјов.